Емилијан Станковиќ, повеле се. Предпоставувам дека ќе го задржите времето док да влезе министерот. Повеле се, тука е министерот, повеле се. Господине Ставревски, денешната собраниска седница ми наликува на една друга интерпелација за еден друг министер за финансии. За вашиот предходник, министерот за финансии Трајко Славевски. И тој во февруари 2009 година, како и вие вечерва, ја преживе интерпелацијата за да само 5 месеци подоцна, на 10 јули 2009 година, Никола Груевски предложи негово разрешување во ова собрание. Тогаш, Трајко Славевски во моменти на искреност и емоција, заради тоа што се почувствува изневерено, во ова собрание призна дека тоа е најпогодниот момент за него лично да ја напушти владата на Груевски и да се спаси. Со други зборови предвиде се што негативно ќе се случува на македонската економија. Како што станува се поизвестно, историјата ќе се повтори. Денес во оваа сала, почитуван господине Ставревски, силно се чувствува лицемерието на ВМРО-ДПМНЕ. Додека едни овдека во салата ве бранат, други во куларите ви се ситат, велејќи дека ви дошол крајот, затоа што се скарале со човекот, веројатно мислат или на Сашо Мјалков, или на вашиот кумашин Никола Груевски. Некои дури одат и чекор понапред по муабетите и раскажуваат еден трач, дека наводно неодамна во премиерскиот кабинет те доживеале вие да бидете физички нападнати, затоа што сте кажале дека нема доволно пари за набавка на возила во МВР. Јас лично не верувам во ваквите злонамерни мабети, затоа што секогаш така грижливите градени митови за луѓе во сенка, после некој време излегуваат обична пувка. Не се, господине Ставревски, тоа е ваша работа и воопшто немам намера да ги коментирам внатрешните пресметки во ВМРО-ДПМНЕ. Ке се обидам да направам хронологија на вашето политичко екзистирање во владата на Никола Груевски. Како вице-премиер за економија почнавте да ја градите вашата политичка моќ, како во владата, така и во ВМРО-ДПМНЕ. Дури во 2007 година бевте толку моќни, што можевте како председател на Тедеската комисија за приватизација на ТЕЦ Неготино да правите се што сакате. Манипулиравте дека тогашен победник е канадскиот Магнат Хач, за да после се утврди дека всушност тендерот го добила непозната анонимна бугарска фирма на мајка, татко и син. Кога видовте дека ќе испадне големата, бидејќи фирмата Сенкап поднесе жалба до Меѓународниот суд, а реагираше американскиот Стейт Департмент, се откажавте од скандалозната приватизација на ТЕЦ Неготино. Токму заради оваа афера, со право го заслуживте прекарот мистер Тендер. Господине Ставревски, во ваше време се нема вложено ниту едно евро во нов енергетски објект во Република Македонија. Упорно, со години пропаѓаат тендерите за Чебрен и Галиште, гасификацијата не е мрната ниту едно метро, до сега дозволивте криминален увоз на струја во вредност од 1 милијарда евра. Во ваше време Македонија стана светски првак во економско-социјална мизерија, граѓаните едва сврзуваат крај со крај, социјалните трансфери се намалуваат, се крати во здравството, образованието. Го криете долгот на владата кон стопанството, го пролонгиравте законскиот рок за исплата на финансиските обврски на државата кон фирмите. Ги дискриминиравте домашните за сметка на странските инвеститори, на кои им обезбедувате невидени финансиски привилегии и субвенции за да останат во Македонија. Почитувам господине Ставревски, во услови на рекордна сиромаштија, дозволивте досега да се потрошат половина милијарда евра на ВМРО-вската пералница на народни пари Скопје 2014, иако вашиот кумашин Груевски ветуваше дека ќе чини само 70 милиони евра. Дозволивте владата да троши во просек по 30 милиони евра годишно на реклами и кампањи. Безошно ја заложувате државата кон странство. Како министер за финансии не предвидовте ниту еден точен параметар за македонската економија. Има многу што негативно да набројувам за вас. Посебно затоа што доскоро важевте за лидер на економскиот тим во владата на Никола Груевски. Господин Ставревски, детонатор е врв на вашата одговорност. Во вашиот ресор со превземање или не превземање на одредени законски действија
сте возможиле многу сериозен криминал. Излезе на виделина дека државата наместо да го сузбива, го организирала криминалот. Не можете да избегнете одговорноста за тоа што во Македонија илегално биле внесени 1000 покер апарати за кои се потребни намалку 50 камиони за нивен трансфер. Од тогаш во Македонија почна да важи наместо компјутер за секое дете, покер апарат за секое дете. Според пресметките на вашата колешка, министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, со овие 1000 покер апарати, штетата по буџетот на РМ, со кој вие раководите, изнесува 500.000 евра месечно или 6 милиона евра годишно. Бидејќи имаме многу аргументи да се сомневаме дека ова се случувало сите изминати 6 години, тогаш купната штета е 36 милиони евра. Господин Ставревски, сакале или не да признаете, вие сте го прекршиле законот. И како што кажав на самиот почеток, се повторува историјата. И вие денес, како вашиот шеф Никола Груевски, се правдате и се вадите дека не сте можеле се да имате под контрола. Јавноста имаше прилика да го види тоа. Еднакво лицемерие како вашето кај Груевски, кога за периодот 1998-2002 година се прави наводрен и тврди дека во Македонија дошол од Марс. И наводно и тој истиот тогаш не знаел што прави, например, директорот на Царина. Како и да е, господин Ставревски, под ваша директна надлежност се и Царината и Управата за јавни приходи. Ке беше политички коректно, веднаш, и вие, и Горан Трајковски, и Ванчо Каргов да понесете оставки. А не да ја пренесувате одговорноста на 24 или 150 жртвени јагниња од пониските шалони на власта, кои за да се спасите, ќе им ја префрлите вината, само заради тоа што безпоговорно извршувале се што им сте наредиле. На крајот, господин Ставревски, јас знам дека вас ви се бега од бродот што тоне. Длабоко во вас знаете што ќе се случи со ова ВМРО-вско поглави и како ќе заврши. И веднаш би фатиле авион и би фатиле штрафта. Не знам дали ќе се охрабрите да дадете оставка или ќе се молите да ве разреши премиерот исто како Трајко Славевски. Многу сум чесен и искрен и ови го кажувам добронамерно. Сум ви го кажал и претходно. Вие сте добар економист. Не може човек што бил на толку високи позиции во Светската банка да не знае економија. И знам дека одите спротивно на вашето знаење и економска логика само за да ги задоволите кировите на премиерот Груевски. Го ризикувате вашиот бекграунд како економист и најстрашно се превземате целосна, морална, политичка, па дури и кривична одговорност за ресипничкото трошење на народните пари. Би сакал да знам како ќе се чувствувате ако Груевски и вам ви сврти грб. И како сите пратеници денеска што се обидува да ве бранат, ќе молчат како риби во аквариум, кој во собрание ќе треба да бидете разрешени. Едно сум сигурен, господин Ставревски. Ако се охрабрите, не мора денес, некој друг ден многу близко, да поднесете оставка и да ја кажете вистината за тоа што значи да си министер за финансии со ваков премиер, тогаш не е еден. 100 гласи добиват Груевски и ВМРО ДПМН, нема да може да најдат нов министер за финансии кој ќе ја стави главата во торба. Благодарам.